Јас во однос на оваа точка сакам да го истакнам следното. Моите колеги претходните излагачи се осврнаа на формалните аспекти и на постоењето на правилникот за распределба на средствата на училиштата. Меѓутоа, она што не го истакна е дека не постои унифицирана форма за изработка на извештаите. Јас додека ги разгледував извештаите, за 23 училишта видов 23 различни извештаи, од премногу детални до премногу општи, и сметам дека тоа во иднина треба да се смени, затоа што потребно е ние како советници, кога веќе даваме согласност и гласаме за определен извештај, да имаме точен увид и детален увид во однос на тоа како и каде и зошто се трошеле парите на училиштата. Оно што како факт мене ме изненади е тоа што сите 23 училишта имаат добивка за оваа година, исто така имале добивка и за минатата година, која што е пренесена во оваа година. И како што кажаа претходните советници, колеги, се осврна околу процентите на реализација на програмата, дали имало согласност или немало. Јас нема да навлегувам во тоа. Во однос на законитоста на работењето има надлежни органи, тие доколку има потреба ќе се превземат соодветни мерки за тоа. Меѓутоа, јас сакам да обрнам внимание на суштината на овие финансиски извештаи, и она што мене искрено ми падна во очи е тоа што од 23 училишта, само 2 училишта искористиле дел од овие средства за реконструкција на кров, реконструкција на тоалети или за уредување на дворовите на училиштата, и само чинам едно училиште одвоило дел од овие средства за лекување или донација на една ученичка во тоа училиште. Пред неколку дена имавме ситуација каде што дете кое што може да се дозволи само еден оброк на ден освои 3-то место на надпревар по математика. И сега доаѓаме до една апсурдна ситуација каде што гледаме дека училиштата имаат средства, значи имаат пари, тоа е одлична информација, одличен податок. Меѓутоа, од друга страна имаме деца кои што се гладни и деца кои што не можат да си дозволат да учествуваат на надпревари, а се талентирани, имаат потенцијал и можност за тоа, и мислам дека во иднина, ако е проблем правилникот, треба да апелираме истиот да се смени. Ако е до менаџирањето, да видиме каде е проблемот. Некој од родители, од директорите вчера на Комисијата за образование истакна дека истите имаат страф од трошење на овие средства, да видиме зошто е тој страф и зошто овие средства не се искористат наменски онамо каде што треба. Секако не алудирам на тоа да се троши недомакински или да се трошат непотребни средства таму каде што не треба, и сметам дека овие средства треба да се искористат од училиштето за училиштето или од училиштето за учениците во тоа училиште, и да не се доведеме во ситуација да имаме полн буџет, а да имаме гладни деца кои што одат во училиште. Ви благодарам.